И во 21. век дел од работничките права во Македонија се кршат како да станува збор за робовладетелско општество. А за тоа говори најновиот случај пред само една недела, кога инспекторатот во една битолска текстилна компанија откри 30 работнички кои што таму работеле заклучени како во кафес, па морала да интервенира и полицијата. Од Сдруженијето Гласен текстилец велат дека овие прекршувања особено били стакнати во Пелагонискиот регион и бараат поголема ажурност на институциите. Во пријавите се работи за неисплата на минимална плата, неисплата на К15, отпуштање на работници, несоодветни услови за работа, меѓутоа еви додатоците на плата ги нема, односно прекувремената работа, работата за празник или во ден на неделен одмор ја немаше. Повторно ќе речем, потребно е инспекторатот да биде повеќе на терен, соодветно да се разгледуваат сите надоместоци кои што се пријавени од страна на работници. Од Сдруженијето Гласен текстилец ги повикаа работниците да бидат членови на синдикат, затоа што така многу полесно ќе ги заштителе нивните права. Во тој случај нас како синдикат не би ни требале никакви инспекцијски служби, напротив, ние би биле на лице место, би доаѓале во фирмите за да ги решаваме проблемите на лице место. Доколку во некоја фирма за жал немаме членство, ние не можеме внатре да влеземе како синдикати, тоа е проблематично. За да се заштитат работничките права во Пелагонискиот регион, во тек е и реализација на проектот Пристојна работа за жени, работнички и социјално учество и зајакнување, кој што е финансиран од Европската унија, а е во реализација на Сдруженијето на бизнис жени и Фондацијата Мир. Од таму велат дека за жал работничките се уште не си ги знаат доволно своите права, ниту механизмите како да се заштитат. Во рамките на овој проект, значи имаме и веб страна, имаме и Facebook страна, исто така може да се обратат на мојот телефонски број и на мојот мејл, се со цел запознавање на нивните основни права, значи исплата на минимална плата, работно време, распоред на работното време, прекувремена работа, користење на годишниот одмор, значи сите тие основни права како би ги запознале работниците и би ги охрабриле да бараат заштита на своите права, а исто така и да се покрене поголема доверба во институциите. Правните совети кои што се нудат преку овој проект се бесплатни.